Дечки, добро дојдовте во Хитмейкер. Ај, здраво. Значи, вие сте дел од бендот или групата Искра. Кажете ми, кои сте се членови во Искра? Ја, Владимир Питковик, Јас Крстев. Ован Крстев, Михаил Наумов и Виктор Андонов. И кој е на што, бидејќи видов гитаристо... Јас вокал и гитара. Аха, значи ти си гитара. Да. Јас свирам синтесајзер и... Добро, синтесајзер и весни инструменти. Аха. И другите два исто се на синтесајзер. Кажи ми, што преферираш поише? Линеарни сајзери, 80-ти, осцилатори? Осцилатори може ми се пресложена работа, што не би сакал да навлезам толку, тоа е некако... Што поише навлегуваш, поише тонеш, мислам, не знам, некам толку да навлегувам во тие работи, така да синтесајзер е по-практична работа, мислам. Така. Со осцилатори е малку... Со капли, ме фаќа страв само кога ги погледнам, да Е. кажам, мислам. Сум пробувал многу пати и сум се фатил себе си дека имајќи идеја, додека дојдам до тон, ми отишла идеја. Или некоја нова идеја ќе почне веќе после тоа. Сасвим нешто друго ќе почне, зашто веќе си стигнал нешто сасвим друго што си го замислил. За мој укус е тумач онака, стварно звучи предобро, ама не знам, сите тие гачки некако ми прават дека ти навлегуваш се поише и Да. можеби ќе изгубиш и самата поента што си сакал да направиш веќе ако толку навлегуваш во работите. Вие сте, да кажам, осамени на македонската сцена според мене. Со еден толку дефиниран свој звук и посебни, многу кокетираат со тој synthwave, но вие сте некако одредени и многу isprofilirani. Пред Искра да се случи, кој каде беше, како се најдовте, во кои бендови бевте? Па не знам, се знаеме од поодамна. Дечишта се знаеме. Од деца се знаеме и не знам, цело време по свирки идење, така се запознавме, мислам, не... Сите имаме некој си панк и метал позадина Да, нас. така. Ја и уште свирам метал бенд. И се знаеме изгледа од таму се знаеме онака од деца, од средношколски денови што сме иделе по свирки, сме правеле заедно свирки. Владо, како таа Од панк метал и ова што го работи Искра? Иде изгледа позадина цело време тоа, зашто ти додека слушаш музика, за која музика да ја правиш треба да знаеш, онака инспирација не си свесен од кај наоѓаш. Така да све што се слуша во позадина, уствари тебе ти доаѓа инспирација да после тоа, после може 5 години ќе ти даде инспирација од една песна да го убациш дел од кај да е. Така да електронска музика сме слушале увек, онака сега сме ја прателе некако. И после некој време, мислам дека беше 19 јануари, се немавме видено дугачко време, се собравме. Како што тераше вечерта, некако стигнавме мове да правиме бенд, ама ајде да баталиме гитари, ајде да не свириме гитари, зашто не бубњар претходно. Рече, ја да не свирам бубањ неќам, Михаил Наумов исто и он е бубњар од метал бенд. Он рече, ја неќам да свирам исто бубањ, би свирал шо било друго и некако паднавме, дај што синтесајзери ќе си играм, ајде ќе пробаме вака нешто. Ипак мислам дека музика да се примете тој панк и метал призвукот, зашто самиот пристап на музика не кој електронска музика не функционираме диџејски или нешто вака, него и на проби кога идеме, ние функционираме бендовски онака. Се местиме песна по песна, застани, чекај, тука сгреши, тука не сгреши, нема поправање на лице место. Не, она само пуштиш ритамот и само врткаш по тоа Не, значи онака. по арпеджијаторот. Така, му менјаш филтерот, Да, пиштало, филтрот, пиштало, ти така. заврши, ај раце горе. Не функционираме скроз бендовски функционираме, зашто таква позадина доаѓаме. Дури и на настапи уживо, онака, значи, делот што него си име матрица, зашто нас не е поделена скроз бендовски, бубањот не е поделен, кик, добош, прелази, чинели, све не е посебно на место. Затоа викам дека сте осамени, бидејќи тука на пример електронската сцена на еден начин, на една страна би ги ставил повеќе транс диџеи, друга страна по дискаџи, клавери. Вие сте некако не ве завело превише ни едните ни другите, туку сте свој. Некој звук доминира на 80-ти години, иако ги има и овие влијанија од лево и од десно, не сте сакале да припаѓате ни во оваа тајфа, ни во друга тајфа. А може зашто не припаѓаме ни во едните ни во другите, онака. Начин на живење не е сасвим друг, што ти кажа позадина.
Али да, и транс сме слушале, кога да не кажам, и drum and bass, и онака сите оние електроники од 90-ти години, Prodigy, Chemical Brothers, не знам, Fatboy Slim, сите тие онака работи сме ги слушале. Све до слушање некој си, не знам, Aphex Twin, некој такви работи, се скроз сасвим некоја друга работа. Амбиентални музики, све тоа си иде у позадина, онака кај нас, и тоа е едноставно, од толку примеси, 80-ти звукот може ни враќа некоја си меморија од детството можеби, зашто сме растени така, се растени така. Носталгичност некоја има кон таа неонска светлина, сите тие звуци, тој добаш кога ќе очујам од ритм машина, тоа е тоа онака, значи кога ќе мамне мамната. Како дојдовте у контакт со PMG за да извадите? Интересно е што и на касета го извадите првиот албум. Да, првиот издание излезе на касета. Дури сега почнуваат луѓето ај пак на касета. Нели, а вие тоа го направивте пред 5-6 години. Ако имаш вака, нас лично тогаш Мирко ни пристапи, здраво дечки, супер ова што го правите, дали сакате да го издадеме, ние у секој случај да бе, да, они ипак сакавме некако да функционира, да ги издаваме работите, први излезе на CD за PMG, потом за Матра Куки истото издание се нафати да го направи на касета. Тоа првиот албум. Првиот албум, вториот албум Act 1. Да, Act 1. Вториот албум Mother of Motherboard, сега веќе ни дојде од DIY сцената, и Димо поздрав и до него. Димо ни придаде да го издадеме на CD ова, ако сакате, ние рековме да нема гајле ке. Не е нешто да се договориме со некој само да таа издавачка издаваме. Со него го направивме вториот, третиот албум се решиме сами да не правиме CD-ња, зашто знаете да седат малку по простори за свирење на гужва да прават, го издававме само дигитално. Колку лесно наоѓате режисери, видеопродукции кои што можат вашата музика да преточат на видео и да биде комплетно тоа? Сами правиме. И тоа го правим сам. Така? Да, се сами правиме во ствари. Сега имаме среќа Михаил Наумов што ни у бендот, он е аниматор. Значи тоа му работа, ја имам некој си искуство во VFX индустријата, Бобан има предавано за After Effects, така да имаме некој си позадина и така да и на самите настапи, визуализациите, сите тоа све сами си правиме, не дозволуваме многу да ни се мешаат луѓе од тие работи. Затоа што мислам дека музиката која што вие работите може да работат само луѓе кои што се генерално креативци и се сестрани, што и да фатат можат да направат нешто и да совладаат вештини. Не е музика која што се раѓаш и само тоа го свириш и таков музичар си, туку тоа е музика некаков сублимат од многу естетики кои што влегуваат во стилов на Искра, да кажам. Но мислам дека пред се за нас онака најголема придобивка е зашто сме пред се другари оддамна и она знаеш кој ќе отидеме на проба, мене ми искрено многу боле на проба кој ќе отидеме него ќе имаме настап некаде, зашто знаеш пробата се тие 2,5-3 сата, седиш, имаш се смееш, имаш она кажеш како ти бил денот, знаеш она другари се. И ничива идеја мислам не преовладува, нема она, знаеш сите имаме некаков фудбал во тоа што го правиме. Природно се доаѓа. Све природно се доаѓа, ништо до сега не мислам. Епа, Боби, ќе се смееш кога немаш бубњар у бенд да те мрази. Да. Добро, да. Лесно ти е. Така, да. Кажи ми што гитара свириш? LTD. Аха. LTD. Добро. Single cut. Есно. Он е класичен. А користиш појачало или со падови? Бидејќи Идеме- веројатно работиш многу на амбиент. Да, идеме директно у миксета, значи не идеме преку појачало, него од кај што искаче нивен звук, искаче мој звук, а ја употребувам за вокали, имам дисторзија, зашто имаме два вида, имаме дисторзија вокал, имаме вокодер, и Vox Stomp Lab за сите оние други ефекти за гитара. Колку викаш дека и со VST работиш доста, тоест работите. Так. Колку имате своји пачови, направени бои или пошто изборот е голем, нели? Меѓутоа, дали за одредена песна ти бара сам да направиш, да сочуваш? Ај вако, секој случај почињам со некој си можеби пресет готов, па после си го преправам, кога ќе почне кој песна се почна да се прави.
пресет што ќе ми фати уво, па после тоа си го преработам тоа што ми треба на пример. И за тоа и за вестиња избегавам да инсталирам многу вестиња, користам неколку зашто мислам дека кога што ставаш повише само си правиш проблем. Секој кога ќе ти почне колку пресет има па да багаш па да ги прегледаш, така да мислам дека со неколку вестиња можеш све да постигнеш или со неколку синтесајзери да речеме сега. Сигурно секој си носи свој нели, своја топлина на звук, свој шмек од синтесајзери, ама мислам дека и со еден да се нафатиш, мислам дека можеш да ги ако му извадиш водиш евиденција онака да си запишуваш која боја за која песна, бидејќи може да се деси она која песна што сум користел таму, што било. Значи на сетовите зашто викам пак функционираме со вестиња, синтесајзери на пример. Вестињата ми се наредени сите на ко за свирење, пишано ми е у таа песна ми се тие три вестиња. Тоа прва, втора, трета по боја си ги знам. Синтесајзер, новите синтесајзери можеш да меморизираш, на пример, супер работа, меморија да имаш на самиот пресет. Иако она наводен има некоја си дигитална меморија, на него ми е пишана таа песна, така да после миграњето и свирење како ќе тера природно. Кажете ми, работите на трет албум? Четврт? Да. Јас се извинам, јас за два знам. Да, работим. Моментално сме во... Мислам дека песните се горе-долу избрани. Да, предпоставам сами си се снимате. Да. Од тоа што сме правиле, од тоа и што имаме идеи, баш последниот пат мислам дека седевме, преслушувавме. И отприлика знаеме што има и сега треба да најдеме само време кај што седнеме и ги разработиме песни. Дел од нив се веќе почнат. Може и онака. Да, доста готово. Дојдено и до време да ги снимаме, ама онака ме радува што се уште бендови као вас работат на албуми, бидејќи обесхрабрувачко е малце да работиш на албум, од кој што можеш да на некој начин пласираш 2-3 песни и 7 под наводници да ти пропаднат. Дали сметате дека овие дигиталниве платформи се доволни за да дојдат песните до луѓето? Или сепак хард копи е хард копи, иако па и хард копи веќе остана само плоча, пошто CD више нема кој за укола, да пушти. Па ни во кола све е на... веќе, но. Ја моје мислење дека концептуални албуми мислам дека се враќаат, дека сите големи звезди полека мислам дека ги враќаат, синглови спрема мене сезонска работа, се умираат по 8 сезона, да не се лажеме. Хитот е сезонски, буквално едно лето, другото лето, тоа се спрема мене музичари што тоа им е функцијата. Доаѓа сезона, имаш почеток летен хит, крај септември друг летен хит и зимски хит имаш. Тие се тие што ги прават претедно спрема мене на типот на синглови, али зашто ние работиме концептуално, нашата прича е ние раскажуваме приказно за Скопје во иднината, така да сите песни се споени, дали некој од карактерите од иднината раскажуваме нешто за нив, дали за дешавка од иднината, така да ипак не е све концептуално и овие што ни се мали албуми, така да ги кажам, значи нели пак албум се рачуна на 20 на минута како ќе му дојде. Со 5 песни издание го правиме скроз концептуално, од првата песна до последната песна, дали раскажав за дел од Скопје, за некои од нашите карактери што ги анимираме и цело време што ги раскажуваме во иднината на Скопје, све не е концептуално, така да. Па да, на некој начин ако го сработиш албумот цел, па вадиш сингл по сингл, па дури можеби отпосле да го објавиш албумот, сепак тој албум ќе звучи на албум. А ако правиш сингл по сингл, па после да го објавиш пак албумот, меѓутоа тогаш ќе звучи како компилација затоа што си го правил една ствар си ја правил, што викаш ти у јануари, една у мај, една у октомври и си бил тотално на друга фреквенција. Мислам дека нема потреба да го купам тој албум, зашто веќе сите делови сум ги изслушал, на пример. Сакам да кажам, не звучи хомоген, не звучи една приказна. Така. Кога сте лайв, дали правите extended верзии? Со сет листа почињаме, ти викам скросената, значи нема сега ните таа песна, со сет листа сме зашто и меѓу песните имаме атмосфери некои што ги пуштаме меѓу нас, така да имаме време да искомуницираме, увек да оставаме време. Плюс на што дав настапи, поздрав и до Тесен 3, тоа ни е тим што работи со нас. Зашто ние носиме наш видеотехничар, светло и Тонец. Носиме наши исклучиво на настапи, дури ако не се тука дека периодот ние избегаваме да настапуваме, зашто целиот концепт на настапот и пак не е некоја си целина да биде. А тие измеѓу што викате фонови се некој бафер. Да си оставиме малку Боже нешто ако да. Зашто знаеш пак со компјутери работиме, не, знаеш може да се случи и се случувало некаш да зезне компјутер, па да имаме некоја онака
малце вакво време за да можеме да средиме. Немало некои промени у составот? До сега не. Не верувам ни дека ќе има, зашто бенд и пак спламена некоја си другарска. Најпрво е другарството. Значи, ако ќе ти кажам, јас свирам и друг бенд и таму сме дека другата година 20 години правиме, кај што ни еден член не сме смениле. Зашто истата филозофија е, значи другарството е најбитно, поидеме на проба, да се видиме, да си направиме муабет, да има никој проблем. Не свириме денес, само ќе спиеме некој пиво и тоа е тоа, значи онака другарството ми е пак на прво место во свирење, зашто тоа не држи да свириме. Дечки, фала ви многу што бевте дел од Hitmaker. Големо е задоволството, па и честа што сте тука со нас. И се надевам дека за новото што ќе излезе од вас, ќе бидеме у контакт, би биле Сигурно. почестени да, ако можеме да на некој начин помогнеме убавата музика да стигне до слушателите, до поголем број на слушатели. Фала уште еднаш за поканата и да. Иако сте вие, Секој да биде. кажеме, од алтернативната сцена, секој слушател е драгоцен И тоа. и треба да се испочитува и зошто да нема една поширока мисија, нели? Иако мислам дека моментално алтернативната сцена е најака у Македонија, онака со сите други што свират у околина, не сакам да кажам у други бранши, не у околината, него другите бранши се поп, не знам, џез кој што гледам многу исто функционира, така да само си бараме некој простор да Таква да тло сме ние. Да, Значи овде увек сме биле многу на тоа. јас секогаш викам и да сакаме не можеме да сме толку селјаци као околината. Не можеме изгледа, околните не можеме. држави, едноставно, Алтернативната страна увек не била Ова јака. тло не држи, не проаѓа толку тоа. Колку и да некој покушава, Кратко тука секогаш време. многу ќе вирее и алтернативна музика, и џез. Да, ја исто тоа мислам. Ти викам, моје мислење дека моментално онака најаката страна на македонската музика, иако едноставно да немаме место многу да ја покажеме, тоа е малку може проблем. Не зборам само телевизиски и радио, него чисто зашто алтернативната највише лајвот се доживува. Така да тоа е може проблем. Дечки, фала уште еднаш од Фала вас. уште еднаш. Се гледаме.